Граѓаните растрчани по пазарите ги прават последните подготовки за денот пред Христовото раѓање, Бадник. На вечерашната постна трпеза, традиција е да се има граф, постни сарми, тиква, костени, ореви, риба и овошје. Костените по пазарите се движат од 150 денари за килограм па нагоре. Оревите се над 300 денари. Мандарините се од 60 па до 100 денари за килограм, а тиквите се движат од 30 до 50 денари за килограм. Некои од граѓаните пред камерата на Канал 5 велат дека ќе ја испочитуваат традицијата. На трпезата ќе има од се по нешто. Иако како што велат да се наполни истата е вистински предизвик, а некои трпезата ќе ги чини и до неколку илјади денари. Ќе има сарма, ќе има свинско, ќе има вакво, ќе има такво риба, ќе има Костени, ореви. Обавезно, тоа е традицијата. Све што треба традиционално, посно, гравче, рибче, Ореви, костенчиња. обавезно ореви, костенчиња. Може да нешто да се промаша, ама ќе имат од све пост. Костени, ореви. Све тие работи. Дали имате представа колку прилика би ве чинела трпезата? Не знам од прилика, што да ти речем, околу до 80 до 100 евра, така. Утрешнијата трпеза пак за празникот Божик ќе биде мрсна, но и поскапа. Цената на месото постојано се зголемува. Килограм свинско чини околу 400 денари, додека пак телешкото е нешто поскапо и достигнува и над 600 денари за килограм. За Божик исто така. Исто, Све. се по нешто. Да се соберат децата, да ми дојдат внуците, да се повеселиме, да испразнуваме празникот целосно. Утре мрсно, свинско, мевце, Ќе се соберете фамилиарно. секако задолжително. Мевце, кременадли, колбасици, све постои таму. А утрешната трпеза може да ќе биде и поскапа малку. А поскапа ќе биде. Дел од граѓаните коментираат дека маркетите во пресред на новогодишните и божикните празници драстично ги покачиле цените на производите. Поради тоа, владата најавува законски измени во првиот квартал од годинава, со кои ќе се зголемат казните за трговските ланци што ги кршат правилата за нефер трговија и работат спротивно на интересите на граѓаните.